Дипломатската офанзива вроди со плод. Македонија има поддршка од најголемиот дел од земјите членки на Европската Унија кои можат да извршат притисок на Бугарија и да се откочат евроинтеграциите. Експертите се децидни дека пораките на новата еврокомесарка за проширување се ветер во грб за македонската влада да продолжи да лобира по европските институции и преку цврсти аргументи да го брани предлогот за уставни измени со одложено дејство. Марта Кос вети дека ќе направи се билатералните спорови да не бидат дел од процесот на преговори. По различниот став на новите челници во Европската Унија е нов импулс во европската приказна на Македонија. Имајќи го предвид искуството како Европската комисија била креативна во минатото, верувам дека има определен простор да се надеваме дека новата еврокомисарка ќе даде нов импулс во процесот на проширување не само за Македонија, туку и за останатите држави кои што се дел од Западниот Балкан. Сепак Европската комисија сама не е во можност да ја донесе она клучна одлука за нас за почетокот на преговорите, меѓутоа може преку сопствени иницијативи да влијае и на државите членки, особено државите членки кои што го блокираат патот на државите кандидати кон почетокот на преговорите. Во меѓувреме додека ги завршуваме домашните задачи и се реформираме, треба да се репреговара со Бугарија, но откако таму ќе се формира стабилна политичка влада. Наумовски очекува и Софија да направи чекор напред, како што тоа го направи Скопје, кога се согласи на уставни измени со одложено дејство. Она офанзива која што ја видовме во изминатите недели несомнено вроди со плод на тој начин што поголем дел од нашите партнери, државите членки беа запознати со нашите аргументи, со нашата страна од приказната, затоа што е исклучително тешко кога имате спор со држава која што е внатре во Европската Унија да парирате на незините аргументи и незините влијание која што таа ги има во европските институции и комуникацијата која што ги има со останатите држави членки. Владата ќе го брани предлогот за уставни измени со одложено дејство и на самитот Европска Унија Западен Балкан, кој ќе се одржи во втората половина од декември, но и на средбите со Европската народна партија.